Ако за 5 до 7 дена не се пушти вода за наводнување на лозовите и овошните насади, тиквешките лозаро-овоштари ќе имаат уште една изгубена реколта, покрај веќе присутните многобројни проблеми со кои се соочуваат уште од претходните години. Родот ќе се исуши, а само работата ќе им останела бакшиш. Исплашени од можните последици, тие денеска 2 часа го блокираа патниот правец Кавадарци-Неготино. Покрај неисплатените субвенции и неисплатеното грозје од ланската реколта е проблемот со пуштањето на водата. Овака законски на 15 април треба да се пушти водата за полевање. Сега моментално лозовите насади се во фаза на цветење. Значи потребно му е вода. Сите водари си отидоа. Лански, олумнански дефекти не се направени, сега се јавуваат нови дефекти. Знаете, една линија ако пукне, 10 до 15 луѓе со лозови насади страдат. Тиквешките земјоделци се жалат дека од 6 пумпи во така наречената горна зона имало само една исправна пумпа. Пумпите во Марена биле стари по 40 години, а државата досега ништо не инвестирала во нив. Водостопанство, Тиквешко поле да се врати, да се дојде на ниво на Кавадарци, а не да биде во Скопје. Ние од Скопје чекаме сите реприматели што треба да дојдат, дали ќе биде за глави, дали за штрафови, дали за работна рака. Скопје дозволе. Тендер. Абе каков тендер? Дај стои тендерник се престане веќе еднаш. Тоа е најголемата пропаст од државата. Исправени пред овој голем и во моментов толку суштествен проблем, тиквешките лозари подсетија и на редицата други проблеми со кои се соочуваат, а за кои, како што велат, државата со години нема слух. Абе гројзе ние очекуваме народна година од 110 до 130 милиона килограма гројзе. Али оваа година вака како што планират, не како оваа година, и како лани што беше. Ќе пуштат 1 саат вода, 2 саата, а со тоа не може на лојзето му треба најмалку за едно поливање од 80 до 100 литра, а треба најмалку 2 поливања. А тоа они не можат да го возможат. Оваа година, како што планират, ја верувам од 90 милиона кила гројзе не би требало да има повеќе. Незадоволните лозаро-овоштари побараа и итна средба со надлежните државни институции и со винариите, за навреме да ја дефинираат и годинашната откупна цена на грозјето, но и да бидат доисплатени сите лозари кои се уште имаат за земање пари за ланската реколта, како и субвенции. Во спротивно, се заканија со радикализација на протестите.